Снешко. Мека снежна прикривка која сјаеше на сонцето ја покри земјата. Во дворот на една убава куќа стоеше Снешко исправено и гордо. Сонцето ги заслепуваше неговите очи од керамиди, а топлината му пречеше толку многу што во себе не го дуваше. Не можам веќе да го трпам сонцево, кога само би можел да заминам од тука. Еден стар пес кој минуваше покрај куќата, го слушна и му приде. Не грижи се, пријателе мој. Снешкото кој лани беше на твое место, си замина од тука, исто како и Снешкото од преклани. Напролет и ти ќе си заминеш, ќе видиш. Снешкото не знаеше дали треба да се радува или да биде загрижен поради овие зборови на песот, но студеното ветре што го обвива во тој миг направи веднаш да се почувствува подобро. Ноќта донесе мраз кој ги плетеше своите светкави нишки меѓу голите гранки на дрвјата. Следниот ден млад пар шеташе низ дворот, одушевувајќи му се на зимскиот пејсаж. Фатени за рака, тие чекореа во снегот, а љубопитниот Снешко го праша песот. Кои се овие двајца? Гледам дека ти си од вчера. Тие се љубовници, луѓе, како оние со кои живеев јас, му одговори животното. А, колку убаво беше кога некој ќе ти се стутуле кај печката, продолжи песот, гледајќи со носталгија кон крајот на дворот. Раскажи ми за печката, извика Снешкото заинтересирано. Ако погледнеш низ прозорецот, можеш да ја видиш. Таа е црна, со сјајно бакарно вратиче. Секој пат, кога ќе ја отвореа за да ја нахранат со дрва, таа го исплазуваше низиниот страшен јазик. Каква врелина беше тоа! Снешкото зјапаше во прозорецот. Печката беше усвитена, прекрасна и го осветлуваше целиот пот наоколу. Снешкото се чувствуваше како оган да гори во неговите гради. Кога само би можел да дојдам до неа, прошепоти. Ама што зборуваш, таа ќе те претвори во локва вода, му рече песот. Ах, зар тоа е важно, му одговори Снешкото. Таа веќе ми го стопли срцево. Дните минуваа, а сонцето стануваше се потопло и потопло. Снешко почна да се топи и на крајот се што остана од него беа парчињата керамиди, кои беа неговите очи, гриблото кое беше негова уста и парче црн метал заводен во калта. Тоа беше лопатката за пепел, околу која беше направен Снешкото. Затоа тој толку многу ја сакаше печката, извика песот. Потоа дојде пролетта и веќе никој не се сеќаваше на Снешко. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.